Здраво, наши пријатели! Ова е уште едно наше заедничко пријателско дружење. Ова емисија ви подготвивме интересни прилози кои сигурно ќе задржат вашето внимание. Токму затоа бидете со нас следните 30 минути и не заборавајте дека вашиот миленик ви ја пружа неговата безусловна љубов. Затоа не штедете и вие вашата. Денес се наоѓаме во домот на семејството Мано, кои што во Битола се познати по дивната одгледувачница од Мано, Сиберија. Целта на денешната посета не се само едите, туку тие имаат нови членови во нивното семејство. Станува збор за америчка акита. Здраво! Најпрво да ги поздравам гледачите на вашата емисија и да ви заблагодарам за поканата за учество, да ви посакам добре дојде во нашиот дом и нашата одгледувачница. Кажете ни најпрво зашто се одлучивте да одгледувате уште една раса на кучиња? 16 години веќе одгледуваме самоеди, а да одгледуваме америчка акита беше желба на нашите синови кои од поодамна ја сакаа ова раса, но сега се створија услови и сега се веќе кај нас. Колку се слични, а колку различни самоедите од акитите? Па слични. Сите кучиња сакаат љубов, грижа и нега, а различни се во карактерот, значи америчките акити се повоздржани, самоедите се поигриви, има доста разлики карактерни. Акитата е прилично нова раса на кучиња. Нашите гледачи сигурно не се запознати со нивната историја. Кажете ни нешто повеќе за тоа. Акитата е јапонска раса и дека 1600-та година местното население слегувало од планините и ги вкрстувало нивните кучиња, матаги-ину, со други кучиња, меѓу кои и чау-чау. Тие не ги делеле кучината на раси, туку на мали, средни и големи раси или според нивната намена за лов, за борби. Во тоа време многу се одржувале борби со кучиња, така да се случувало во ринг да влезат 200 кучиња се додека едно не остане на нозе. Па така решиле да ја зголемат возбудливоста на гледањето на кучиња со борби и внесле куче од средната раса, значи матага ину. Тие кучиња не излегле како победници од ринговите, но биле со полесна конституција и доста имале добри движења низ рингот. Тоа им дало повод во 1868 година да ги вкрстат со тоса ину и мастивите, па се добила една покрупна раса која исто така му прилегала да оди на лов за мечки и имале повеќе корист од големината на таа раса. Понатаму покрај борби за кучиња ги користеле и за лов, но во првите редови оделе шиба ину, малите раси и тие со својот лавеж ги известувале ловците, додека матаги ги носеле на поводници и ги пуштале пивко, значи тие не лаеле, кога ќе стигнале до пленот ги известувале дека сега можат да настапат и да ги уловат. Матаги ину во 1931 година, откако се вкрстиле со тоса ину, имало прогласување на 9 најдобри кучиња како национален споменик, тоа било гордост на јапонскиот народ и тие врвни примероци биле користени во понатамошна репродукција. За време на Втората светска војна голем дел од кучината биле запленувани, бидејќи имало потреба од кожата на кучината да се изработува облека за војската, така да многу сопственици на кучината гледале да ги заштитат, спарувајќи ги со германски овчар, бидејќи германскиот овчар бил употребуван за воени цели. Откако завршила Втората светска војна, голем дел од американската војска понела со себе своји кучиња, така да тогаш за прв пат стапнале тие кучиња на америчкиот континент. Постоеле доста судирања помеѓу Американскиот кинолошки сојуз и Јапонскиот со непризнавање на педигриња, така да се формирал амерички клуб за америчка акита и во 1972 година за прв пат е призната како раса.
За разлика од Америка, нашиот FCI, значи Кинолошки сојуз, не ја признал тогаш расата, туку тоа се случило во 2001 година, кога за прв пат е признато куче како големо јапонско куче е сврстено во втора FCI група заедно со Тоса Ину и мастивите. Во 2006 година си преминува таму каде што заслужува во 5-та FCI група и се унапредува расата. Тогаш секој засебно се такмичи и едноставно секој си добива титули. Додека претходно беше условно призната, можеше да такмичи за оцена, но не и за титули. Значи, америчката Акита, бидејќи е добиена со вкрстување, издржливост и борбеност ја добила од Акита Ину, независноста од Чао Чао, нетрпеливоста кон други кучина од Тоса Ину и интелигенцијата и желбата за обука од германскиот овчар. Целта на одгледувачите е да ги задржат добрите особини од кучината кои учествувале во вкрстувањето, но некогаш се јавуваат и некои негативни особини генетски. Значи, од матаги може да имат нисок раст, долговлакнесто се јавува заради учеството со генетско на Чао Чао, високо насадени уши од германскиот овчар или кратко влакни и преклопени уши од Тоса Ину. Кажете ни нешто повеќе за стандардот на Акитата. Акитата е големо куче и снажно куче, висината на мажјаците е од 66 до 71 см, кај женките од 61 до 66. Пропорционалноста до висината на гребенот и должината на грбот е 9:10 кај мажјаците, 9:11 кај женките. Тие имат снажно тело, не смеат да имат набори на кожата. Нивната глава има триаголе со облик гледал на одозгора, уши имат исто во облик на триаголник и се темни, значи не смеат да бидат друга боја. Носната печурка треба да биде црна, за разлика дозволено е посветла печурка боја на месо кај белите акити. Забалото е маказасто, но некогаш е дозволено и клешта. Предгрис и подгрис не е дозволен. Имаат снажни предни и задни нозе, агловани се. Аглите на стопот се изразени, но не премногу. Ушите се поставени кон напред и ја пратат вратната линија. Грбот е прав и цврст, додека длабината на градите изнесува половина од висината на гребенот. Опашката може да биде еднаш завиткана и ја носат на телото или двојно завиткана. Бојата дозволени се повеќе бои, меѓу кои црвенкаста и кафеава, жолтеникава со палежи, бели, тиграсти, значи не постои ограничување во боите. Имаат дупло влакно, меѓу кои подвлакното е со по-мека конституција, а другото е малце поострово, сепак не смее да биде долго влакно, како што пред малце рековме, кој ген го носат од Чао Чао, па има и долговлакнести акити во самото легло. Сонја, кажи ни каков е нивниот карактер и што она што ги прави различни и препознатливи? Нивниот карактер е доста интересен, бидејќи многу се приврзани за газдата, неповерливи се према странци или према други кучиња, а многу се лојални, што ги прави добри чувари. И мислам дека не се куче како избор за прва раса за некој собственик, бидејќи сакаат цврста рака. Иерархиски тие би сакале да го заземат првото, мислам, главното место во чопорот, помеѓу кучињата и луѓето, и тоа не треба да се дозволи. Сакаат да учат, но не со казна, повеќе низ игра и се добри со деца, значи имат добар карактер, но сепак треба внимателно со нив. Постојат два видови на акита, америчка и јапонска. Која е разликата помеѓу нив? Освен во тоа што начинот на носење на ушите и опашката, тие воглавном во многу работи се разликуваат. Кај едните се дозволени 3 бои кај акита и кај овие другите, значи може да има повеќе бои, висината е разлика меѓу кучината, наравот, во секој случај има доволно разлики. Колку внимание сака оваа раса во однос на одгледувањето, негата на влакното и исхраната? Како и секое куче, значи секое куче бара внимание. Влакното е дупло влакно, значи треба да се чешла, треба да се излегува надвор на прошетки, ништо посебно повеќе отколку останатите раси.
Дали досега имате учествувано на изложби? Па до сега, во овие 16 години сме присутни скоро на секоја изложба. Значи, многу често тука како во земјата, така и надвор. Со акитите, значи со поголемата, со женката, таа е 7,5 месеци стара, сме биле 2 пати на изложба, бидејќи беше пријавена во категорија на бебе и освои најдобро бебе на изложбата и второ место најдобро бебе на изложба. Покрај тоа што присуствувате на изложби, веќе знаеме дека вие организирате и кинолошката изложба во Битола, која што ќе се одржува и наскоро. Кажете ни нешто повеќе во однос на таа изложба, дали се случуваат некои интересни случаи таму? Па добар момент е да ја најавам викенд изложбата Битола Прилеп на 29 и 30 март и да ги поканам излагачите да ја посетат и да поминеме еден убав викенд. Интересни случаи не би можела нешто да кажам, бидејќи како организатори во тој момент сме презафатени со организацијата да помини се во најдобар ред, така да не би можела некоја случка посебно да издвојам. Во секој случај, дружењето со пријателите од странство, домашните излагачи и споделувањето на мислење и искуства. Како започна вашата љубов кон милениците и дали се сеќавате на вашиот прв миленик? Па љубовта како кај повеќето деца постои кон миленици, дали се тоа папагалчина, желчина или кучиња. Јас откако сум тука, значи се занимаваме со кучиња, тогаш биле претежно миленици. Тоа е првата германска дога, арлекин, увезена во Македонија, потоа шкотски овчар, но тогаш не се занимавме професионално, али кучињата секогаш се дел од нашиот живот. Вие сте мајка на веќе возрастни деца. Кажете ни дали љубовта која што вие имате кон милениците ја наследиле и вашите деца? Да, тоа секако, како што кажавме на почетокот на емисијата, значи изборот на акитите е нивен избор. Од секогаш учествувале во одгледувањето на кучињата, помош околу исхрана, шетање, дури во организација на изложбите, така да во секој случај тие и тоа студираат ветерина, љубовта е неизбежна кон кучињата. Она што ние веќе го знаеме е тоа дека вие имате водена емисија за миленици на Битолска локална телевизија. Кажете ни чија идеја беше за тој проект? Па тоа беше идеја на еден мој пријател кој предложи да се направи една таква емисија, бидејќи нашите простори ја немаше. Ја работев со многу љубов, бидејќи многу од одгледувачите и на мачки и кучиња ми се мои лични пријатели, така да една година имавме дружење и сум сретна кога се сеќавам на тој период. Бидејќи ние сме инволвирани во истата проблематика, од искуство знаеме дека се случуваат доста интересни случаи на ваквите снимања. Да ве вратиме малку во минатото. Раскажете ни нешто интересно што ви се случило? Па има доста случаи, секоја емисија е приказна за себе. Во еден момент се случи да треба да се оди на лов, во друг момент кај еден тресер во Охрид отидовме во гатар на диви свињи, така да тоа се возбудливи случаи. Бидејќи вие одгледувате самоеди, кажете ни некоја интересна случка која што се случила откако ја добивте акитата? Па бидејќи тие се на мала возраст, секојдневно има интересни случаи, но ете да издвојам дека кога ја донесовме првата акита женка на возраст од 2,5 месеци, она што е во нивниот карактер, таа сакаше да доминира, да биде на нивото на хиерархија во врска со самоедите, но возрастните женки конкретно не и дозволија, така ја покорија, легна и досега е така, за понатаму не можам да гарантирам. Бидејќи кажавме дека ова е ретка раса на кучиња, кажете ни колку е лесно, односно тешко да се набави оваа раса? Конкретно во нашиот случај почекавме подолго време, бидејќи имавме замислено однапред од кои одгледувачници и од кои крвни линии би сакале да земеме кученца. Така да во нивните предигриња се застапени имињата на многу познати одгледувачници, како што е Редвич во Англија, Индевор, Далес. За таква комбинација би требало да се почека, бидејќи има доста заинтересирани одгледувачи од светот кои чекаат на ред. Кажете ни кои се вашите планови во однос на акитата во иднина? Нашите планови за година, значи продолжуваме со одгледувањето на самоеди, еве во поново време сега и акити. Тие се мали, значи мора да одат на изложби, одат снимки на колкови, па понатаму да имаат и некое нивно потомство на кое би биле горди. Дали со ова веќе ни најавивте дека ќе работите на афирмација на оваа раса во нашата земја? Па продолжуваме со одгледување на самоеди, акитите се мали, треба да поминат изложби, снимки на колкови, па понатаму да имаат и нивни потомци.
Ви благодарам Сонја за одвоеното време. Ние наскоро ќе се видиме, како што веќе најавивме, ќе снимаме емисија за вашите самоеди. А до тогаш, значи, нашиот спонзор ви дава една кеса или кафе со производи. Ви благодарам многу. Аз ви посакувам уште многу успешни емисии, а на гледачите нека си ги сакат своите миленици. Уште еднаш ви благодарам за одвоеното време. Невидена наградна игра на Елит Кафе. Отвораш, уживаш и супер награди добиваш. 7 скутери, 7 4-цикли, 15 детски соби, машини за перење, електрични шпорети, лед телевизори, пегли, правосмукалки, велосипеди и уште многу други награди. Толку повеќе во кафе уживаш, толку повеќе награди добиваш. Елит Кафе, на здравје кафе.
Отидел лавот во џунглата и така ненадејно се лизнал и паднал во некоја стапица. Дошол заекот и му рекол: Лавче, што правиш ти таму долу? Еве не гледаш, се лизнав и падна во дупката. А како можеш да паднеш? Не гледаш кај ти, што кава голема дупка? Толку си глупав, ти си кралот лавот на животните. И така заекот навредувајќи го лавот и тој се лизнал и паднал во дупката. Па станал, си чистил и му рекол: Лавче, јас дојдов само да знаеш да ти се извинам. Але што зборуваш? Нали стига? Не ти верувам. Гледајте ни наредната емисија во истото време на истото место. Чао, чао.